Москва ќе ги продолжи разговорите во рамките на Советот НАТО-Русија по самитот на Алијансата во Варшава во јули. Ова го изјави шефот на француската дипломатија Жан-Марк Аро по средбата во Париз со неговиот руски колега Сергеј Лавров. Најавениот состанок би требало да биде уште еден обид за смирување на воените тензии кои се влошија по кризата во Украина. Првата средба меѓу НАТО и Русија, откако Москва пред 2 години го анектира Крим, се одржа во април годинава, но не беше постигнат никаков напредок во смирување на напнатоста. Франција и некои други западни земји побараа уште еден состанок кој би можело да помогне во обновата на довербата меѓу двете страни. Et la Russie a exprimé un accord, mais elle souhaite que cette réunion ait lieu plutôt après le sommet de Varsovie pour évidemment examiner de façon transparente toutes les décisions qui auront pu être prises. НАТО сојузниците на самитот, што е закажан за 8 и 9 јули во Варшава, треба да решат за начините како најдобро да се справат со руските воени активности. Соединетите држави, Британија и Германија, како своевидна порака до Москва, веќе најавија дека ќе распоредат војници во Полска и Балтичките земји. Франција пак инсистира на самитот да се демонстрира солидарност меѓу сојузниците, но исто така е и за транспарентност кон Русија и за покренување диалог со Москва. Не сакаме самитот во Варшава да биде конфронтирачки собир, рече шефот на француската дипломатија. Деновиве рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија мора да ја зајакне низината борбена готовност како одговор на, како што рече, агресивните действија на НАТО во близина на границите на Русија. Во обраќањето пред парламентот на 75 годишнината од нападот на нацистичка Германија врз поранешниот Советски сојуз, Путин остро го прекори Западот затоа што не бил подготвен заедно со Русија да создаде модерен систем на колективна безбедност во светот. Россия открыта для обсуждения этого важнейшего вопроса и неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. Но пока мы вновь, как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной ответной реакции. Наоборот, НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. Вчера рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу најави дека Русија ќе распореди 10.000 војници во западниот дел на земјата поради, како што оцени, нестабилната воена и политичка ситуација на руската западна граница. Тој истакна дека Соединетите држави и другите НАТО членки продолжуваат да го зајакнуваат воениот потенцијал во земјите кои граничат со Русија. Шојгу исто така објави дека го разрешил командантот на руската флота на Балтикот Виктор Кравчук за неисполнување на обврските. Во меѓувреме руската владеачка партија Единствена Русија соопшти дека на маргините на низиниот конгрес во Москва деновиве потпишала декларација со 8 политички партии од земјите на Балканот за создавање неутрална територија во југоисточна Европа.